со цел и е повеќе од оправдано да токму на оваа 100-годишнина сите народи од Западниот Балкан да влезат во еден процес на целосно помирување со цел целиот регион да биде дел од НАТО и Европската Унија. Разговаравме за тоа дека нашата држава не може да остане во изолација, нема потреба од изолација, туку има потреба за отварање, има потреба за добри меѓусоседски односи, има потреба да биде дел од НАТО и Европската Унија со цел да гарантира економски развој и прогрес, со цел да се охрабрат странските инвеститори да дојдат во Македонија. Разговаравме и за потребата за добри меѓуетнички односи внатре во земјата, бидејќи и днината на оваа земја зависи и од меѓуетничките односи внатре. Се согласивме дека нашата соработка треба да продолжи и понатаму за теми кои што се од државен интерес. Добро, ова денешна средба е култура на политичко однесување во современи европски пракси. Како нов председател на Социјалдемократскиот сојуз, покрај средбата со Никола Груевски како председател на ВМРО-ДПМН, сакав да се видам со господинот Ахмети, председателот на ДУИ, предстојат средби со господинот Мендух Тачи и ДПА, господинот Руфи Османи и понатаму секако и од другиот дел македонски блок политички партии. Можам да констатирам дека меѓуетничкиот соживот и меѓучовечкото почитување се главен предуслов доколку сакаме Република Македонија како земја заедничка за сите, да биде место каде што ние политичарите ќе исполниме нашата обврска, а тоа е да градиме земја успешна и перспективна за сите граѓани подеднакво. Се согласивме дека денеска сакаме недвосмислено да ги испратиме позитивните пораки на добрите меѓуетнички односи и меѓучовечки односи пред се. И се надевам дека таа порака пред се и над се денеска од оваа средба ќе биде испратена. Ја искористивме приликата секако да разговараме за одредени важни теми од државен национален интерес во Република Македонија. Разговаравме за економската состојба, за проблемот со името, разговаравме за меѓуетничкиот соживот во државата, за соработката со соседите, за нашите евроатлантски интеграции. Председателот Али Ахмети на ДУИ ме информираше за кампањата која што ја водат и можам само да кажам дека СДСМ останува конструктивна и е подготвена на вистински консензус по прашањето на решавањето за името, но по пат на политичка дебата, а секако не за подржување на политиките на Никола Груевски. Апсолутно, ние сме приврзаници на тезата дека план Б за Република Македонија нема. Нашето членство во Европската Унија и НАТО е главен приоритет за сите граѓани во Република Македонија, главен приоритет и за Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. При тоа, секако дека националните реторики, одредени проекти само не разделечуваат и од меѓуетничката соработка и соживот, а секако и не разделечуваат од Европската Унија и интеграциите на Република Македонија. Можам исто така да кажам дека председателот Ахмети на ДУИ беше заинтересиран за докаде е работата со комисијата од 24 за извештајот за настаните од 24 декември, каде што го информирав дека реално комисијата не може да продолжи да работи без председател и дека ВМРО-ДПМН не се согласува да прифати уставни прекршувања и употреба на сила врз пратениците и новинарите, но секако остануваме посветени со крајна цел да изнајдеме решение на ова прашање и се надевам дека со помош на меѓународната заедница, заедно двете политички партии ќе дојдеме до конечно решение во кое што ќе има заклучни согледувања и препораки за комисијата. Апсолутно, она кое што можам да го констатирам, дека од ваквите политички средби интерес би имало целото наше општество, сите оние кои што се во моментот одговорни да носат одлуки, но секако одговорноста ја чувствуваме и ние како опозиција, кои што имаме своја улога во општеството.